2020 почна со пожари во Австралија. За малку ќе почнеше Трета светска војна, а Трамп веќе немаше да биде председател. Уствари, се уште беше на крајот. Паразит го освои Оскарот, а вирус го освои светот. Медена земја за малку ќе го освоеше Оскарот. Се отвори јавна соба, се затвори јавна соба, се случи Мекзит, па Брекзит, па се беше направено од торта. Едно време се вртеше околу нашите избори. Седавме дома и сите бевме севиджис. I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Во меѓувреме, Грета им објасни некои работи на возрастните. Протести, протести, протести. Black Lives Matter и антимаски, а на некои им не достигаше фризерката. Покрај COVID-19 на нападна и 5G, чиповите на Бил Гейтс и нова пандемија на дезинформации. Пресовите на Филипче ни станаа неизбежно секојдневие. Сите навивавме за лиде. А испија ли кафе луѓево конечно? Не напуштија црната мамба и црниот пантер. Добивме вап треска, а Дарко Влогс доби 100.000 followers. Зум и уште зум. Го чекавме пикот на вирусот и вториот бран на маските не стана новото нормално. Сега веќе имаме и линија за пријавување журки по комши. Пентагон објави снимки од вонземјани. Ама некако како на никој да не му беше гајле. После се вртеше околу едни други избори во Америка. Трамп веќе немаше да биде председател, па може би да, уствари не, уствари кој знае. Спенџарска се врати од Америка, Тамара се истотовира, Панчо беше кенселд и Елен исто беше кенселд. Шијаковска распродаде цела колекција. Горјан Мој воздух стана најдобар млад иноватор во Европа. Коста Петров во поддршка на предприемачите. Манов го запали Инстаграм, Лазаров го хакна Јутуб. Netflix и уште Netflix. Tiger King, Queen's Gambit, Wonder Woman. И на крајот, вакцина. Нормално пропратена со уште еден куп дезинформации и теории на заговор. Што ли ќе донесе новата 2021? Како и да е, нека ни е среќна.